Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Обвинителството отвори истрага против вработениот во Народна банка. Осомничен е дека го уништил ранецот на Палчо со пиштолот и моторолите. Палевски сам се заглави со продуцирање на со кажување дека има докази алиби кои што не можеше да ги верификуваат. Македонија заслужува членство во ЕУ, вели Пленковиќ. Со Мицкоски разговарале за извештајот на Вајц. Партиите се мобилизираат за локалните избори. СДСМ ги откри првите адути за градоначалници. Знам преговараат со ВМРО ДПМН. Вреди, убедени во победа. Ке има ли нови мерки за зауздување на цените на храната? Владата анализира. Граѓаните очекуваат потек најдоцна до септември. Од овие мерки до сега владата што ги даваше, имаше некоја заштита. Алармантен раст на појавата на рак на кожа. Лекарите алармираат да се внимава на сонце и да се контролираат пемките по телото. Подобро да бидат отстранети, отколку да останат. По 24 часа распит во полициска станица, обвинителството одлучи да поведе истрага против вработениот во Народната банка Зоран Д, кој вчера во завршниот збор на судењето за убиствата на Вања Јорчевски и Панче Жежовски, обвинетиот Велибор Манев го посочи како лице што го зело пиштолот со кој што прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо ги извршил убиствата. Обвинителството извршило и претреси на две локации, но ова проширување на истрагата, велат, нема да влијае на изрекувањето на пресудата, закажано в среда. Дејан Трајковски ги има информациите. Зоран Д, вработениот во Народна банка, кој според Велибор Манев по налог на Љупчо Палевски Палчо ги сокрил пиштолот со кој били убиени Вања и Панче, како и моторолите со кои комуницирале обвинетите, се сомничи дека сторил кривично дело, помагање на сторител по извршено кривично дело. По 24 часовниот распит во полиција, судот ги прифатил предлозите на обвинителството и нему му се одредени мерки на предпазливост додека трае истрагата. Во меѓувреме биле извршени и претреси на две локации. Според исказот на еден од обвинетите, сега осомничениот помогнал со прикривање на орудијата со кои се извршени кривичните дела за кои е пропишана казна до животен затвор. По пренесени инструкции од прво обвинетиот, осомничениот од просториите на политичката партија Десна зел еден син ранец во кој се наоѓало огнено оружје пиштол, со кој биле извршени двете кривични дела и го отстранил од партијата. Со тоа им помогнал на обвинетите да не бидат откриени. Велат од ОЈО Скопје. За сега останува мистерија каде е синиот ранец, но според адвокатот Звонко Давидовиќ, доколку евентуално се пронајде, МВР многу лесно ќе може да утврди дали оружјето се користело за убиствата, а од пиштолот и моторолите, вели, може да произлезат други биолошки траги и докази, кои ќе ги поврзат и сторителите со местото на настанот. Може да се споредат со материјалните траги кои се најдени на лице место. Ние имаме добра служба во МВР, балистичари, материјални траги, вештачење, сето тоа може да го направат. Ако има такви траги кои ќе упатат на тоа со трагите кои се на лице место, многу лесно, ако се совпаднат, ќе се потврди присуство на определени лица или употреба на оружје на лице место. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека и натаму останува дискутабилен мотивот, но и без него пресудата ќе биде законска, бидејќи има време, место и начин на извршеното кривично дело. Забарањето на Палевски на ослободителна пресуда вели дека е очекувано, бидејќи не признал вина. Палевски сам се заглави со продуцирање на со кажување дека има докази алиби кои што не можеше да ги верификуваат, тврди дека бил во банка, нели, и така натаму. И сега на крајот баш ги видов завршните зборови и кажува дека останатите тројца се едниот е нарачател, другиот извршител, третиот стражар, па како ги има тие информации ако не е инволвиран. За другите останати обвинети е гейм овер, уште од моментот кога откриваат каде се телата. Телата се пронајдени по нивни искази и невозможно е да тврдат, односно ниеден суд не би прифатил да
да тврдат дека не биле инволвирани, а знаат каде се телата. Инаку, од обвинителството велат дека истрагата за Зоран Д е посебен предмет кој нема да влие врз судењето за убиствата на Вања и Панче, каде остана само да се каже пресудата, бидејќи како што велат од ОЈО, обвинението е подкрепено со огромен број на материјални и вербални докази за сторените дела. Објавата на пресудата е закажана за всреда. Во Кочани во овие моменти почнува 10-тиот поред Марш на ангелите. Маршот е подсетување за задоцнетата реакција и затајување на институциите во системот, кои што не презеле мерки да се спречи трагедијата, велат од семејствата на настраданите, кои остануваат на своето единствено барање – правда за нивните деца. Маршот ќе се реализира од Паркот на Револуцијата низ Трговскиот центар пред општината Кочани, а оттаму кон полициската станица, основниот суд и обвинителството во Кочани. За несреќата во која што загинаа 62 млади, а 200 беа повредени, обвинети се 34 лица. Но кога и каде ќе биде судењето, треба да одлучи Врховниот суд. Дополнително се уште истрага води обвинителството за организиран криминал и корупција за осомничените актуелни и поранешни полициски функционери и службеници. Македонија стана првата европска земја што ги добила турските влечни хаубици Боран со калибар од 105 мм, соопшти Турското министерство за одбрана. Системот има дострел до 17 километри и може да се распореди за помалку од 1 минута. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во телефонски разговор со премиерот Христијан Мицкоски му дал поддршка за евроинтегративниот процес, нагласувајќи дека земјава го заслужува членството во ЕУ. За телефонскиот разговор во пресред на извештајот на Европскиот парламент за Македонија информираа двајцата премиери на нивните социјални медиуми. Со премиерот Христијан Мицкоски разговарав за натамошната динамика на европскиот пат на Македонија, за престојниот извештај на Европскиот парламент за напредокот и состојбата во југоисточна Европа. Хрватска ќе продолжи силно да ја поддржува Македонија, која заслужува членство во ЕУ, напиша Пленковиќ на X. Мицкоски оцени дека Хрватска е докажан пријател на Македонија, а нејзината гласна поддршка во клучни моменти представува голем поттик и охрабрување. Продолжувам да ги користам сите контакти за да ја раскажам македонската вистина, за нашиот напредок, за вредностите што ги браниме и за иднината што ја заслужуваме. Македонија заслужува членство во Европската унија, но со крената глава, напиша Мицкоски во објавата на социјалните мрежи. По владеачката ВМРО ДПМН и СДСМ ги соопшти првите кандидати за градоначалници за престојните локални избори. Утврдија 19 кандидати, меѓу кои има и повеќе актуелни градоначалници, но на листата го нема струмичкиот градоначалник Костадин Костадинов, додека за Дојран веќе извесно нема да бараат реизбор на Анго Ангов. Централниот штаб за изборите синоќа го отвори коалицијата Врети, а партијата Знам се уште води преговори со ВМРО ДПМН. Михајло Видимриски ги има деталите. Актуелните градоначалници на Центар Горан Герасимовски, Крива Паланка Сашо Митовски на Росоман Стојанче Николов, Крушево Томе Христовски и Чучер Сандево Саша Комненовиќ се меѓу имињата од 19 кандидати за градоначалници, кои ги потврди лидерот на СДСМ Венко Филипче. Во Дојран актуелниот градоначалник Анго Ангов не е кандидат, нов кандидат за градоначалник е Ристо Джинев. Неизвестно и дали актуелниот градоначалник на Струмица Костадин Костадинов ќе биде предложен за втор мандат, откако за сега не се најде на листата на кандидати. Но известно е дека социјалдемократите нема да имаат своји кандидати во дел од општините во западниот дел од земјата, и тоа за Тетово, Гостивар, Дебар, Струга и Желино, како и во скопските Сара и Чаир. Водени од претходните искуства и секако во координација со општинските организации, со раководствата на општинските организации во деловите и градовите кои што ги спомнавте вие, одлучено е со цел оптимизација на ресурсите и водени, како што кажав, од
од претходните ресурси, од претходните искуства, да се посветиме целосно на советничките листи, таму каде што не беа објавени кандидати за градоначалници, се уште си траат внатре партиските значи анализи и секако дека се чека и општинските организации да настапат со свој кандидат кој што ќе го предложат во партијата. Од коалицијскиот партнер во власта Движењето Знам вела дека се уште се во тек преговорите со ВМРО ДПМНЕ за заеднички кандидати за градоначалници за неколку скопски општини, меѓу кои и Центар. Разговараме за повеќе општини, вклучително дефинирано е за Куманово, неколку општини во Скопје и повеќе општини што се помали во низ цела држава. Ставот на Движењето Знам е дека на овие избори ќе настапиме самостојно и на советничките листи и за кандидатите за градоначалник. Таму каде што ќе имаме кандидат за градоначалник Знам, тој ќе биде во договор во договор практично со владиниот партнер ВМРО ДПМН, поддржан од нивна страна и тие нема да имаат кандидат во тие општини. И другиот коалицијски партнер во власта Вреди најави дека до крајот на месецот ќе заврши процесот за избор на кандидати за градоначалници. Вице-премиерот Изет Меджити кажа дека коалицијата има ангажирано професионални агенции кои што работат на анкетирање и сакаат да ги дадат најдобрите и најуспешните кандидати, а отворени се и за кандидати кои се надвор од партиските структури. Може да дојдат од бизнис заедницата каде има врвни интелектуалци, реализирани луѓе кои ќе бидат дополнителна вредност на влен на овие локални избори. Ова се локални избори и главен критериум е да бидат добри менаџери кои ќе сработат во интерес на граѓаните. Владеачката ВМРО ДПМН е пак во 2 наврати соопшти кандидати за градоначалници и досега се познати 33 имиња. Сепак засега ниту власта, ниту пак опозицијата имаат утврдено свој кандидат за градоначалник на град Скопје. СДСМ ги повика јавното обвинителство, Државната комисија за спречување корупција и Државниот завод за ревизија веднаш да отворат постапка за хаваријата во рек Битола. Сметат дека не станува збор за никаква саботажа, туку за пожар предизвикан поради криминален тендер. Рек Битола веќе неколку дена е во колапс заради криминалните сделки и тендери на ВМРО ДПМН. Она што се случува во рек Битола не е никаква саботажа, туку корупција од епски размери и местење на тендери за неспособните партиски фирми. Тоа е саботажа врз државата и системот од страна на ДПМН. Суштината на скандалот е следна. Новото раководство на рек Битола, поставено од владата на ВМРО ДПМН и лично блиско до премиерот Мицковски, подпишало рамковна спогодба вредна 150 милиони денари за чистење со фантомска фирма без ниту еден вработен. Компанија без техничка опрема, без кадар и без искуство. А како шлаг на тортата е тоа што управителот неофицијално е молер со кривична историја во Германија. Фирмата Технокоп Плюс до Ел Битола е избрана за компанија за технолошко чистење откако ги исполнила сите наведени критериуми по јавниот повик, но иако одлуката е донесена, договорот се уште не е потпишан поради тековната жалбена постапка, реагира ОДСМ. Во однос на испадот на блокот 2 од мрежата, сакаме повторно да нагласиме дека немаше хаварија, туку извесно е дека ни се случи саботажа. Целиот настан во моментов е предмет на истрага од надлежните институции. Во меѓувреме, додека технолошкото чистење од надворешни изведувачи е во прекин, преземаме проактивни мерки за внатрешно справување со сите отворени прашања. Се вложуваат максимални напори за повторно оставање во функција на блокот 2 и блокот 3. И двата ќе бидат за многу кратко време спремни за синхронизација на мрежата. А кој од нив ќе влезе, ќе одлучи раководството на рек Битола. Стои во реакцијата на ЕСМ. Законот за судскиот совет е во завршна фаза, соопшти министерот за правда Игор Филков, кој очекува истиот да биде и усвоен до крајот на месецов, како и што беше предвидено. Во интервју за МИА, Филков кажа дека Министерството за правда го добило мислењето од Венецијанската комисија и тие забелешки веќе се разгледани. Судскиот совет, досега замислен како гарант на независноста,
Премногу често беше глув за скандали и молчеше кога требаше да действува. Сега тоа се менува. Воведуваме строги критериуми за избор и разрешување, обврска за транспарентност, контрола на интегритетот и најважно механизми за лична одговорност. Нема веќе не знаев, нема веќе немав ингеренции, ке има име и презиме за секоја одлука. За прв пат има објективно оценување на нивната работа, транспарентност во носењето одлуки и механизми за одговорност и на самите членови на Советот. Ова е клучна точка што ја нотираше и оценската мисија на ЕУ и сега директно одговараме на таа препорака, изјави Филков. Што се однесува до обвинителството, Филков уверува дека тоа повеќе нема да биде затворена кутија, зад која се кријат одлуки без објаснување. Новиот закон ќе обезбеди отчетност, засилена контрола од јавноста, како и рамнотежа меѓу хиерархијата и професионалната слобода. Не сакаме обвинителство што калкулира, туку што постапува. Воведуваме систем за редовна и објективна евалуација на обвинителите, како и јасна линија на одговорност. И во овој закон внимателно ги вградивме речиси сите клучни забелешки од оценската мисија, изјави Филков. До крајот на годината Филков вели дека има уште една важна задача – носењето на новиот кривичен законник, што не е само усогласување со европските стандарди, туку суштинска правна реформа, која ќе ја модернизира казнената политика и ќе даде јасен одговор на организираниот криминал и корупцијата. Македонија стана првата европска земја што ги добила турските влечни хаубици Боран со калибар од 105 мм, соопшти турското министерство за одбрана. Честитки до сите што придонесоа за овој успех, кој што има големо значење со оглед дека станува збор за прв извоз на нашите хаубици во Европа, се вели во официјалното соопштение на турското министерство. Испораката следува по договорот подпишан на 21 декември 2022 година, според кој што Македонија доби 6 единици од овие хаубици заедно со соодветна муниција. Хаубицата Боран е во употреба во турската армија од 2021 година. Системот има дострел до 17 километри и може да се распореди за помалку од 1 минута. Боран се смета за најлесната хаубица во својата класа и може да се транспортира со хеликоптер, што ја прави особено погодна за мобилни операции. Благодарение на интегрираниот систем за управување со огнот со GPS навигација, Боран овозможува висока прецизност и ефикасност на теренот во споредба со традиционалните артилериски системи. Од вечерва ќе се пушти за сообраќај за сите возила делницата од Подмолје до Охрид, како дел од автопатот Кичево-Охрид, информира Министерството за транспорт. По тој повод, како што посочуваат вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и директорот на државни патишта Коце Трајановски, денеска извршиле увид во изградбата на оваа делница. Констатирано беше дека изградбата на автопатот се одвива според договорената динамика и покрај бројните проблеми во минатото. Градбата на автопатот Охрид-Кичево беше во целосен застој во време на СДСМ и ДУИ. Цели 7 години не се работеше ништо. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт почна да се работи со полна динамика и се очекува до крајот на 2026-та целиот автопат Охрид-Кичево да се пушти во функција, соопшти Министерството за транспорт. Ќе има ли нови владини мерки за зауздување на цените на храната, кои што според пресметките на синдикатот и натаму растат? Официјалните анализи на Државниот пазарен инспекторат се очекуваат следната недела, а граѓаните очекуваат потек на властите најдоцна до септември. Тема на Јорданчо Цветановски. За 2 месеци за над 2000 денари зголемена потрошувачката кошница. Откако на крајот на април заврши мерката за скалесто ограничување на маржите, покажале најновите пресметки на ССМ. Синдикалната кошница за овој месец во споредба со мај е зголемена за 790 денари и незината вредност изнесува 64.698 денари, а најголемо покачување има кај цените на храната и пејалоците. Дел од граѓаните пред камерата на Канал 5 велат дека најголем ценовен скок забележале на дел од млечните производи, кафето и маслото. Сметаат дека мерките од минатото дале резултат и очекуваат нови мерки што поскоро. Големување, па
во последно време мислам дека на млечните производи, само на кашкавалот и на сувомесното, на друго мислам дека не. Од овие мерки до сега владата што ги даваше, имаше некоја заштита. Очекувате, претпоставувам? Точно, да. Најверојатно октомбар, септембар. Промени има на некои цени, ама Дали очекувате од некоја мерка од владата за заштита на стандардот? не очекувам ништо, пријатели. Ништо не очекувам. Предходно што беа зголемени и се уште се зголемени и тие. Месото земи, после на, што да ви кажам, печурки, уште после. Па ја мислам на се останато не може да издвоиш нешто посебно. Би било потребно, затоа што недостаток на средства, на пари. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски пред неколку дена кажа дека како влада ги следат состојбите и доколку има потреба, не исклучи воведување на нови мерки со цел заштита на стандардот на граѓаните. Вратени се дел од цените на производите како што беше пред одлуката која заврши пред 1 месец и повеќе. Има мало покачување на одредени цени, некои се останати на исто ниво цени, меѓутоа имаме поголемо зголемување на цените на кафето и маслото, кои се берзански производи, зависат од светските берзи. Доколку заклучиме дека има потреба да се донесе нека одлука и мерка, тоа ќе го направиме во интерес на граѓаните и заштита на животниот стандард. Инаку целосниот извештај на Државниот пазарен инспекторат за зголемување на цените се очекува да биде готов и презентиран од понеделник, пошто ќе се знае дали и со какви казни ќе се соочат прекршителите кои не ги почитувале законите. Интензивното изложување на сонце без соодветна заштита и неконтролираните бемки по телото се причини за меланом или пак рак на кожата, објаснуваат пластичните хирурзи. Професорката од клиниката за пластична хирургија Туџарова со алармантни податоци. Ако пред неколку години се оперирал еден човек на 3 месеци со меланом, во последнава деценија има и до 2 пациента неделно. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Неделно по 20 пациенти со меланом или рак на кожа се оперираат на клиниката за пластична хирургија. Професорката Смилја Туџарова-Ѓоргова објаснува дека бројот на пациенти со рак на кожа се зголемува. Во низиното над 30 годишно искуство како хирург потврдува дека пред неколку години меланом имало само еден случај во 3 месеци. Денес има минимум по 2 операции во една недела. Меланомот е сериозна состојба која ако не се делува навреме завршува со смрт, објаснува Туџарова. Професорката со совет граѓаните да внимаваат на бемките, навреме да бидат отстранети бидејќи се голем ризик. Подобро да бидат отстранети отколку да останат, затоа што меланомот е несакана болест, таа се лекува ако на време се открие, меѓутоа не се излекува. Меланоцитните лезии се опасност, особено за светлата популација, како велиме, најчести се кај нив. Лекувањето на малигниот меланом е хирушки. Се отстранува, соодветни димензии имаме, порано беше до 9 см се оди и се става скинграфт, а денеска се оди 1,5 до 3,5 см и истата промена се вади. Генетиката не е важен фактор за појава на меланом. Она што треба да се внимава е изложеноста на сонце, да се користат креми со висок фактор на заштита, период на изложеноста на сонце и редовни самопрегледи. Причина за малигни меланом е хиперпигментацијата, односно продукцијата на телото на голема количина на меланим. Може да дојде, например, до лезија на бемката и да не биде отстранета и таа си расте, си прави прогресија, како ширење на прогресија, на забување на ивиците, појава на бело хало околу црната точка и индурација. Индурацијата од имбибираност кон горе и кон внатрешност. Мора да се внимава, нели, ние бараме помош исто така и од дерматолозите. Меланомот е непредвидлив. Тој може да се појави и во пределот на окото, вулвата и анусот, но секоја промена мора да се третира хирушки, а не со само лекување, објаснува Туџарова. Пријатна вечер со Канал 5.